Почитувани медиуми и почитувани граѓани, нон-пейперот од европските државници како меур од сапуница ги распрсна лажните надежи и ветувања до граѓаните од Зоран Заев и од Радмила Шекеринска за евроатлантските интеграции, како велеа најдоцна за 6 месеци. Велеа знаеме како. Нон-пейперот го прикажа вистинското светло на лажната, кристално чиста препорака за отворање на европските преговори. Нон-пейперот и реакцијата на власта по него ја покажа вистинската игра дека оваа ке влада, евроатлантските интеграции ги сведуваат само на распродажба на македонските национални и државни интереси. Нон-пейперот ги затвори устите полни со извештајот на Рајнхард Прибе на актуелната власт. Нема реформи, туку само партизација и злоупотреба на системот. Европската Унија гледа што се случува во Македонија и образложенијата ВМРО е виновно за се, кои ги пласираа, веќе не минуваат. Од Европската Унија чекаат реализација на реформите. Овој нон-пейпер е доказ дека ниту Заев, ниту оваа екипа околу него нема капацитет да ги направи суштинските реформи. Единственото поле каде што се бележат прогрес се корупцијата која расте и се институционализира. И европските лидери го посочуваат дека оваа ке влада нема намера да го реформира правосудниот систем. Реформи кои нема да дозволат судството за политичко монтирани случаи. Реформи против селективното судство кои имаат за цел владиниот картел да го заштитат, а сите други кои не размислуваат како нив да ги изложат на политички мотивиран прогон. Впрочем, каде е разрешницата и за случајот со 20 членови на владата за кои пред 7 месеци се обелодени дека биле осомничени за корупција? Тоа само говори дека оние што се корумпирани или осомничени за корупција се уште се на високи државни функции и дека делото го повторуваат без да бидат санкционирани. Зоран Заев и неговата свита прокоцкаа цела година на граѓаните и на Република Македонија. Европската Унија гледа што се случува во Македонија и образложенијата повеќе не им минуваат. Франција, Холандија, Данска, но и другите европски држави не се непријатели на Македонија и не измислуваат. Критиките кои тие ги упатуваат во нон-пейперот беа содржани и во извештајот, но за жал ретко кој во медиумите и во експертската јавност имаше храброст и капацитет да ги види и да укаже за истите. Затоа тие критики сега ги гледаме и во овој европски документ. Почитувани, од Европската Унија чекаат реализација на реформите. Македонските граѓани чекаат на реформите. Во меѓувреме реформиране само криминалот, а здравството, економијата, вработувањата, социјалната помош, администрацијата, образованието чекаат. Заглавени се исто како што се заглавени и низата проекти за подобро утре, оставени од минатата власт, а оваа нема капацитет да ги спроведе. Наместо напредок и реформа, оваа ке влада донесе стагнација и уназедување на сите области. Животот кој го ветуваа го заменија со антидржавно и антивладино владење. Ова веќе не е влада, ова е јарем околу вратот кој ја турка државата се подалеку од Европа. Македонија и граѓаните немаат време за губење. Колку побрзо си заминат, толку подобро за државата и за нашиот народ. Благодарам.